Навистина ме радува доколку го следите овој канал. Денешната тема е интегрирање на личноста по претрпена траума. Секој од нас во текот на сопствениот живот, така наречениот животен пат, се загубил сами од себе си. Со таков став дојде и клиентка која што вели дека како да останам нормална во ненормално окружување со ненормални општествени процеси. Ние во психотерапија секако не даваме одговори, бидејќи целта ни е преку автентичност сами кон себе да се свртат клиентите, да добијат свесност и да превземат одговорност за она што им се случува како процес внатре. Конкретно со оваа клиентка имавме ситуација кога таа цело време негувала површни релации, губејќи се самата себе си. Како? На начинот на кој што таа го презентираше незиниот случај, вели дека цел живот менувала маски за цел да им угодува на другите. Остварувајќи својата животна цел, таа единствено имала мисли дека треба да угодува за да одговара и да се вклопува во околината. При тоа, како кажав, на почетокот се губи себе си, бидејќи не е искрена кон самата себе, ја потиснува лутинота и не ги изразува собствените нежности. Значи, по цело време остварува формални и празни односи. Лека по лека тоа ја загушува самата личност и, како што кажав на почетокот, доаѓа до ситуација кога се расцепкува самата личност на повеќе делови и тешко се интегрираат доколку навреме не препознае дека е потребна психолошка професионална помош. Секако ние во процесот на обид за интеграција на тие расцепкани делови од личноста се служиме со разни техники и вежби, кои што се на психотерапија и се јавуваат и применуваат како интервенции во момент кога се самата личност се подготвена за тоа. Многу е битно при тие вежби автентичноста и она што прво како асоциација ќе се јави на било од која тие прашања. Например, што во овој момент замислуваш при некој процес на медитација, не треба да прави селекција на мислите, едноставно треба да го каже прво што ќе дојде на ум. Тоа е забелешката што ја имам кај повеќето клиенти, тие гледат да угодат. Голема грешка е во односот на клиент-психотерапевт, кога самиот клиент мисли што мисли самиот психотерапевт. Значи, овие видеа се посветени на едукација, на релација, како тоа клиентите треба да воспоштуваат култура на однесување, односно начин на комуникација со психотерапевт. Ние ги разбиваме сите стигми и предрасуди во однос на тоа кој треба да оди на психотерапија или да посетува психотерапевт или психолог. Уште еднаш би сакала да напоменам дека самите клиенти треба да, односно пациенти најмногу сака да се именуваат, треба да бидат слободни, бидејќи квалитетот на живот во 21 век, особено на човекот кој што треба да биде свесен за тоа дека животот е еден процес кој што постојано се учи и надоградува, не е фиксирана однапред дадена цел или патека по која треба да се движиме, бидејќи нашиот програм во мозокот може да биде изненаден кога животот ќе ни приреди толку неугодни случувања и кои што прават расцепкување на целокупната личност. Немал случајот е на оние клиенти кои што ќе бидат присутни на психотерапија како полудепресивни, не можам да кажам високо депресивни, а потоа најнаш ќе ги видиш на слики со силна еуфорија, како ја изразуваат преку игра и песна. Никој не може да поверува дека се во депресија. Значи, депресијата има неколку начини на презентација. Еден од нив е еуфорично, долготрајни забави што не се баш ни природни. Предолго време одење на одмор, потрошување, земање на кредит и трошење на последните пари, само да се задоволи оној еуфоричен порив. Не говорам за болести на зависност, меѓутоа и депресијата знае да презентира една друга слика или друг лик. Не може само да се презентира преку повлеченост, потиштеност,
нестанување од кревет, туку може и да се препознае преку многу еуфорично однесување, неконтролирано трошење и така натаму. Пак ќе кажам, во интегрирање на расцепканите делови на личноста се користат бројни техники, а затоа е индивидуалниот пристап многу значаен. Општо, на што може да се каже е дека преку терапија се враќа клиентот кон самиот себе, кон неговата автентичност и воспоставува вистински контакт со светот. Зошто вистински контакт со светот? Затоа што кога човек се расцепкува на повеќе делови кои што потешко се интегрираат, доаѓа до ситуација да си создаде еден друга слика. Најчесто знаат да кажат јас сум во некаков филм, со цел да имаат еден одбранбен механизам од страна на околината, не согледувајќи реалноста околу себе, па и не се во можност да ја согледат. Затоа им е потребна помош преку интервенција на психотерапија, да се согледа на некој начин реалноста преку свесност, преку интеграција и преку креативна адаптација. Како и на кој начин, тоа секако во индивидуален процес се открива. Нема потреба да има стигма да луѓето посетуваат психотерапевти, од причина што тоа само може да им го подобри квалитетот на животот на самите нив и на членовите на семејствата, ближната околина, работната средина и севкупната околина. Многу ми е драго што оваа пациентка ги изнесе собствените мисли, кажа дека не е автентична, дека талка со мислите, дека е нестрикна, но пак ќе повторам дека одлично глуми, бидејќи сака да биде во целост прифатена и одобрена од околината. Прво имавме ситуација на проблем со несоница, инсомнија. Таа се сомневаше дека тоа е поради некаков стрес, секако во таа голема траума и тагување што ги има претрпено, низината психичка состојба наликувала на пропагање во бездна и клисурот која што нема излез. Верували или не, психотерапијата помага токму при тоа пронаоѓање на начинот на кој што ќе се издигне од моменталната состојба која што не е благопријатна. Откривме дека не се работи за инсомнија, туку за неправилно користење на гинко биоба или билобил, како што знаеме да кажеме. Обично го користела во вечерните часови, бидејќи имала цел и тенденција да ја одбегне расеаноста и заборавеноста на која што ја укажувала целата околина. Моето прашање беше зошто не се сврти кон себе си да биде присутна и да биде искрена, и зошто ја потиснува лутината со премолчување, бидејќи на тој начин треба да воспостави подлабоки релации со сегашноста, а не само да има формални и празни односи, кои што постојано ја уништуваат личноста и едноставно се губи. Она што била некогаш, ние секако во животниот процес се надоградуваме и менуваме, меѓутоа суштината е да се остане верен на себе, онаков каков што е. Значи, пожелно е да имаме постојан процес на учење. Тоа е нашата животна цел, меѓутоа одбегнувањето на непријатните околности нема да ни даде здрава свесност, туку треба да се соочиме со реалноста во околностите, како што таа кажа, ненормални околности, ненормално време. Секој во минатото, кога би бил свесен за конкретната ментална негова состојба, веројатно би го рекол истото, што би рекле оние кои што живееле нели во времето на војните, османлиското робство и така натаму. Значи, секое време се има свое време, а нашата препорака е преку терапија да се врати пациентот и клиентот, да се сврти кон самиот себе, да ја согледа добро реалноста, да си пронајде повеќе избори. Значи, процесот на постојано создавање на смисла на животот и барање на повеќе избори или алтернативи во контакт со светот околу нас. Значи, без да бега пациентот од реалноста, да се сврти кон свесноста, да има собствени мисли, да има добри чувства и да воспостави добри телесни сензации, кои што секако ги детектирам јас како психотерапевт во едукација.
Мојата цел е дека низ терапија заедно со пациентот или клиентот да се научи интервенцијата на самоподршка и потоа да излезе од психотераписки процес без да има потреба од постојана поседа на психолог или психотерапевт. Ви благодарам.